На прагот сме на новата 2017 година. Годината што измина, секој од нас на приватен план ќе ја памети по настани кои оставиле емоција. И добра и помалку добра, лична и семена. Но тие чувства, какви да биле, верувам дека ве направиле сите вас посилни. На државен план, годината која изминува ќе остане запаметена по неколку работи, од кои пред се треба да извлечеме поуки, да бидеме помудри, но и со повеќе верба, за да можеме и во иднина да носиме правилни одлуки. За мене е најбитно дека и покрај сериозните предизвици со кои се соочуваше нашата земја, економските политики кои ги спроведуваше владата дадоа резултати. Можеби не во онаа мера во која посакувавме и очекувавме, но дека резултати има, тоа никој не би можел да го спори. Невработеноста продолжи да се намалува и достигна ниво од 23,4%, кој е се уште високо и треба да работиме да се намалува. Но тоа представува успех кој е резултат на 10 годишни политики и на многу вложен труд. Се реализира и политики за понатамошно унапредување на стандардот на населението и се реализира проекти кои имаат и директно и индиректно позитивно влијание. Тоа ни дава поука и дека во следниот период, без разлика на се, како политичари, секогаш треба да бидеме фокусирани пред се на економијата и таа да е секогаш наш приоритет од кој не треба да се отргне фокусот ниту во мигови на најголеми предизвици. Бидејќи раст и развој на економијата е врвна стратешка определба и врвна обврска пред народот. Кој ќе ја игнорира економијата, тој се игнорира себе си, а кој работи за економски просперитет, тој ќе има почит од народот. Во минатата година, како држава, се соочивме со мигрантската криза, која е се уште еден актуелен предизвик во светски размери. Република Македонија имаше клучна улога во справувањето со овој глобален феномен и тоа беше истакнато од многу светски и европски лидери. Ваква каква што е и за која се залагале и бореле нашите предци и во која треба да живеат во заедништво нашите поколенија. На сите вас, почитувани граѓани, во новата година ви посакувам многу здравје и среќа, берекет и благосостојба во вашите семејства и можности за приватен и професионален развој. И секогаш имајте верба во вас лично, во вашето семејство, во вашите сограѓани и во нашата татковина Република Македонија. Нека ви е среќна новата 2017 година.